На почетокот ќе дајме спор на кандидатите за пратеница ви се обрадат, потоа ќе се обрати носителот и ќе отвориме дискусија да кажете ваши предлози, мислења, сугестии и слично. Ви благодарам. Повели Жетина. Од дамата. Дамите го пробиваат ледот. Со тоа докажува партијата дека е демократска и дека го уважува сечи и труд. Добро вечер, победничко Питу Гули. Да сте живи и здрави и Джиково. Така не е исто. Како што до сега победувате, да победувате и во иднина, да победите и на 15 јули, бидејќи овде живеат честни и вредни луѓе кои што си ја сакаат државата. Ние сме одговорна државотворна партија и се грижиме за државата да обстане. Затоа е битно да се излезе на 15 јули и овој пат битката да ја биеме со пенкало. Со нашиот глас да добиеме битката и да си ја исправиме државата на прави нозе, да ја исправиме кичмата и да имаме достоинствена држава каде што ќе живееме. Пред се за нас, за нашите деца, за еднината на сите нас. Ја би сакала кратко да ви се обратам. Сакам да појдете до секој еден што може да го убедите, да разговарате. Верувајте и оние што на изглед на почеток изгледа дека не може да се убедат, кога ќе се поразговара дека од суштинско значење се овие избори, верувајте ми дека луѓето ја сваќаат целта и поентата и ветуваат дека ќе излезат на избори. Ние имаме, можеби во историјата на Македонија, најголем предизвик со овие избори. Затоа што после овие избори ќе имаме избори до година локални, но ќе немаме избор за нашата држава, ќе немаме избор за еднината на нашите деца. Ние сакаме да живеат нашите деца овде, во оваа држава, и затоа ве повикувам на 15 јули да излеземе сите заедно да оствариме најголема победа. Верувајте дека полесно е да имаме 61 пратеник наместо 51. Ќе ви предочам сите предизвици што ги најави СДСМ и ДУИ пред да почне изборната кампања. Вие добро ги знаете. Да не дозволиме да бидеме условувани со непристојни предлози за коалицирање. Смогнете сили, појдете до секој човек. Убедете го и на 15 јули да славиме победа, да сте ми живи и здрави сите. Благодарам. Добар ден и од мене. Голем поздрав поради масовноста на овој собир. Јас ќе бидам краток, значи на 15 јули. 15 јули е денот кога ќе ставиме крај на разгабитувањето на Македонија, разгабитувањето на се што е македонско, македонскиот јазик, македонската култура и македонската традиција. Значи на 15 јули започнува обновата на Македонија, започнува обновата каде со силна енергија веќе од 16 јули започнуваме со исполнување на ветеното на програмата на ВМРО-ДПМН. Се надевам дека во ова време не време на 15 јули, почитувајќи ги сите здравствени протоколи, во што поголем број ќе извојуваме на голема победа и ќе можеме сами, значи како влада, енергично да ги исполниме сите ветувања во најголем број од програмата на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам. Јас како кандидат и пратеник доаѓам од местниот комитет Срешево, меѓутоа моите корени се од овде, да, јас сум ваша, моите корени се од овде, црквата која што ја посветивме, Свети Ѓорѓе црква, каде што сум јас крстена. Значи, моите дедовци се меѓу првите кои се доселиле во ова населено место од Говрлево. Јас сум благодарна што сум растала во едно патриотско и комитско семејство, за да сега стојам горда овде пред сите вас, емоциите во прашање познате. Бараме вашата доверба. Јас верувам по моето Инџиково и Питу Гули и на 15 да славиме една голема победа. Благодарам. Добар ден и од мене Игор Атанасовски, Труванова, овде од Махарши, ние сме соседи врци. На 15 јули одлуката е наша. Ние бираме во каква држава ќе живееме. Не само во наредните 3 до 4 години на формирањето на новата влада, туку во наредните 20-30 години. Бираме дали ќе живееме во држава во која што ќе продолжи на трас-трас
мало сутра и сите оние глупости кои што ги заслушавме изминативе 3 години, и ќе одбереме опција која што ќе нуди обнова на Македонија, враќање на она што е изгубено и трасирање на државата на прав пат за движење понатаму. Јас верувам во Инџиково, ние сме тука соседи, се познаваме, имаме доста роднини одека, и верувам во вашиот избор, до сега никогаш не сте погрешили, верувам дека и сега нема да погрешите. Масовно, на 15 јули, да избереме вистинската опција, веќе на 16 да се зафатиме со работа. Ви благодарам. Благодаря се, а? Здраво живо на сите, фала што дојдовте. Може ли да ги поздравим овие прекрасни луѓе, новите пратеници на Водород Допомане? После овој убав говор, ја имам емоција да говорам. Се гледа дека си го сака местото, си го сака ова поднебје тука. Ова е Вамаровско место, ова е македонско место. Така ги видите, така и го остане. Не може поинаку. Имаме убава програма, имаме многу проекти. Јас би ве замолил да ги погледнете. Фала ви што одвојувате време вака во ек на пандемија со маски, со дистанца, да потрошите дел од времето ваше, да дојдете, ама срце планина, така. Ви има, насекаде ви има, слушнав пред некое време биле тука и од СДСМ. Сега преференцијално. Ако убаво нека доаѓаат, само нека се раскаже колку луѓе доаѓаат тука на овие средби и колку луѓе не поддржуваат. Кога ќе завршат овие избори, повторно треба да дојдеме тука. И повторно да погледнеме во очи и она што ќе ви го кажеме да го исполниме, но не само да биде за избори, туку постојано. Јас доаѓав неколку пати тука, сакам да го поздравам овој човек, Мартин, да му дадеме голем аплауз. Може би е понизок, но срце има планина. Минатиот пат ми кажа за председателски избори ќе очекувате голем резултат, тоа ќе се случи. Може ли јас сега, ама не да му оставам него и на вас, да растуриме тука, може ли? Нема ве забравиме после, зашто јас дојдов и претходно, ќе дојдам и потоа. Ја го чувствувам ова место, како да сум дома. Јас доаѓам од Ѓорче Петров, така да овде се чувствувам многу пријатно и ќе доаѓам секој. И да се чувствувам. Фала ви многу. Имаме доста проекти, но кога зборуваме за проекти, да не ги забораваме оние работи последниве 3 години што се случија. Овој пат се зависи од вас, дали ќе излеземе да гласаме, дали ќе одадеме гласот за ВМРО Допомане. Потоа да не биде доцна. Потоа ќе се соочиме дали Гоце Делчев бил македонец или не, дали македонскиот јазик ќе остане македонски или не. Сето тоа зависи од вакви средби, зависи колку народ ќе излезе на изборите. Затоа од срце ви посакувам добро здравје пред се. Секој од вас што може нека излезе, проширете го гласот на секаде. Ви замолуваме да ни дадете поддршка, ние да се продолжиме за сето тоа. Независно што се случува, политичарите се менливи, минливи, но пријателството станува за секогаш. Јас се надевам дека ќе останеме пријатели што и да се случува, но ај ве замолувам да направиме најголема победа овој пат, па да се чуе што значи Гази Баба, што значи Пито Гулинџиков. Благодарам на сите што дојдоа. Кога имате прашања, предлози, коментари, повелете, оваа дискусија е отворена за сите, затоа и дојдовме. Повелете ако некој има слободно. Одам само понапред. Вака, само прво се заблагодарам сите што присуствувавте и сакаме да се ние се нама на тебе ти дајме. Се наоѓаш ново игралиште, со долги години се напред пред многу време. Сега имаме на барање, до началникот пуштаме, никако да дојдеме во контакт, да ни го слушате нашето барање. Сега од тебе, Ама, сакаме на вештачка треба да ставиме, да ни поставите вештачка треба за да можеме годината што повише да се од хиподром, од секде, парков да заличи, со вештачка треба да направите, како влада, како новата влада, направите на вештачка за нас Инџиков. Тоа е од мене на барање. Супер е на место барањето, но може ли вака да се договори? Ние како централна власт ќе обезбедиме средства, а вие за неколку месеци да изберете градоначелникот во ВМРО Допомане, што ќе го направи тоа. Ако може ја да кажа нешто. Добар ден од мене. Имаш највише да кажеш. Значи да го поздравим на сите органисти, нашите кандидати за пратеници со голем аплауз.
и да слушаме оваа влада и да формира влада ВМРО држава. Се разликуваме од нив со тоа што ние ветуваме и остваруваме. Тие ветуваат и лажат. Све сте свесни во Инџикова, доветивме овој нападник го остварихме. За жал ги изгубивме изборите, има уште еден проект, кој што е многу важен. Тука е носителот на листа, тука е пратеници. Значи јас веќе го почнав проектот и Инџикова мора да биде портата на Скопје. Не можеме да идеме Агросервис па да вртиме 300 кривини да дојдеме до Инџикова. Значи тука проектот е започнат и мислам дека е при крај. Останавме на властите да направиме, можеме да го почнеме. Значи тука мора да се направи нападник со влез и излез за Инџикова и за новата населба да купи. Значи тој ќе биде после ова. Така да Инџикова ќе биде портата на градот Скопје. Затоа ве замолувам на 15 јули, излезете насано, дайте ми ја доерба да престане ова разделитување на Македонија, а воедно и за подобар живот на овде во Инџикова и во Република Македонија. Да сте ми живи и здрави. Не само пак, автобус не треба е до школа. Треба тоа што е најбитно треба да има. Градиште е Не мешај го тоа, ти што бараш. Не го мешај ова. Во право си. Во право си. Јас сум тука стресот и били и каната ме него си го Сава Михајл. Јас 6. Ама ти си години така силови. Да. Позади здравиш? Да. Јас сум направо. На голема се главна. Да, тоа се треба треба се прави. Колкова е насада, зошто деца да идат пешки? Ранци толкови големи. Ќе идат, знаеш зашто? Зашто нашите деца, ако не идат да ме крапчат кружека. Нека се затвори. Нема да го затвориме, ќе работат и тоа и ова. Има ли некој друг? Има ли некој друг излаз? Нема никој. Со ранци си немаме. Да, ма градот Скопје не е поземано запомнено. Не е по тоа. Да добие па после. Тоа ако е власта под нас пред нема да ви помогнеме. За брзо ќе има избори локални. Има локални избори, па пеше ќе биде кандидат. Ама разбирате, не ми дека тоа локална власт и дека треба граначално да го избереме утре, што ќе го завршува програма, ние ќе помагаме. Има ли некој друг повеле така? Фала ми на сите што дојдовте живи и здрави, луѓе.